И гостин во студио, што ме е маската на мене, значи дека разговараме со гостин кој што ни е во студио и многу се радувам да ви кажам што и покрај договарањата дека може да биде и онлайн, одлучи не, ќе дојдеме од Кавадарци и не ќе дојдеме во студио. Тоа чисто од почит кон гледачите. Убаво ова розово ми одговара со маичката и со црвеното сако денеска. Добро, мислам дека веќе ви е јасно што имаме на ум, водава да ја скриеме, нели вода и вино тоа не се меша. Во текот на ова прво интервју, каде што ќе разговараме со нашиот денешен гостин, чисто само да најавам дека второто интервју е од колешката Адријана Митевска од Охрид со Гордана Лолеска, активистка од Сдруженијето Живот со предизвици, во однос на месецот на ретките болести. Месец февруари е месец кој луѓето кои живеат со ретки болести си го имаат присвоено за себе и го честуваат како таков поради реткоста на самиот месец во годината. А додека пак во третото издание ќе разговараме повторно за празниците, но овој пат за љубовта. Заедно со светски познатиот наш тенор Благој Нацовски ќе го најавиме концертот кој ќе се одржи утре во Филхармонија, но за тие детали подоцна. Сега е време да ви го најавам мојот прв гостин за денеска, Блаже Миневски, основач и собственик на винарија Бади, а темата ни е 14 февруари, два празника в недела, а во сршта нив ги врзува една точка – виното. Може на ти директно, Блаже, добро утро. Добро утро. Виното и љубовта се неразделни. Нели? Како луѓе и како култура, и тоа не опишува во околината и не познава. Како сте? Одлично, благодариме на поканата. Како попат се во ред? Сабајлешно добро. Добро, супер. Бидејќи некако наеднаш заладе и да не е подмрзнато реков, па се засекирав искрено да ви кажам од Сабајлечки. И добро е кога видов дека сте стигнале, таман навреме се. Виното е главното помеѓу она што се нарекува празнување и на Свети Трифун и на Свети Валентин. Ке стасаме ние до тие прашања. Мене прво ме интересира, како млад човек, мислам за Кавадарци не ми е чудно, зборувам генерално сега од аспект на Македонија, одеднаш ентузијастички одлучува да се занимава со производство на вино. Ајде, љубовта во Кавадарци кон виното и кон лозарството е родена. Да. Традицијата не спојува дека скоро сите фамилии во Кавадарци се занимаваат со лозарство, дел од нив со винарство, а јас како млад ето одлучив да останам во Македонија и да го промовираме тоа што го имаме наше, да го изградиме, да го подигнеме на повисоко ниво, па живи и здрави и да извезуваме, да бидеме препознати по светот. Значи, идејата не е само да биде тоа домашно производство, да речеме на мало, туку тоа да расте, да се зголемува и... Да го задржиме најдоброто тоа што може. Така? Да. Домашното производство, ајде сега веќе со новиот закон сме регистрирани семејни винари, каде што можеме и да продаваме, да кажеме беше таму до пред година дена, самиот закон за вино на Македонија не дозволуваше продажба на вино произведено во тие домашни услови. Вистина? Да, тоа беше мал проблем, кој што минатата година-две заедно со Министерството за земјоделие, за министерот, за целиот кабинет на Министерството и ресорните агенции направивме големи измени на закон за вино, големи измени на правилниците за продажба, правилниците за употреба, за одгледување на виното, за одлежување, така да веќе се прилагодуваме кон тие европски стандарди кои што промовираат тоа домашно гаражно винарство, едно од најценетите винарства во светот, кое што е во изумирање. Тоа се обично гаражно винарство, тоа го немам слушното, морам да признам дека ми е прва информација. Терминологијата е американска. Не, јасно ми е тоа, доаѓа нели од гаражни бендови, од гаражна продажба, значи се ми е јасно, ама ми е многу јако дека прв пат го слушам како израз. Во глобала како термин е сватено како винарија кој што не инвестира толку во капацитетот или не инвестира во инфраструктурата колку што инвестира во самото вино. Значи целата љубов, целата почит се насочува кон виното додека условите во кои што се работи се минимални или се задржуваат на некое просечно ниво. Значи, тука е целата љубов насочена, целиот маркетинг, целото производство е насочено кон квалитетно вино, премиум вино, ексклузивни вина и затоа на запад е многу ценето. Кога почнува човек да се занимава со, мислам за домашно производство, знам затоа што познавам многу луѓе кои што си прават за свој кеф за дома.
Значи, не е идејата за продавање, мислам сме правели и ние во Прилеп дома и слично. Нормално, кога имате роднини кои се од кавадарци и кои работат со лозарство, јасно дека ќе правите и во Прилеп вино. Така. Да, мислам, кој не работи тутун ќе прави вино. Така што ме интересира, например, дали кога започнуваш еве веќе со сериозен дел на мала винарија, каде што знаеш и дека и ќе продаваш, дали, например, започнуваш со производство на тоа вино што тебе ти е најубаво? Видете, еве, лично да почнам. Може да ти слободно. Да, имам некој веќе подолго искуство во производство на вино. Како што кажа, сите во Македонија, не само кавадарци, значи кај нас лозарството е расширено низ цела Македонија. Љубовта кон лозницата, кон винарството е доста застапена. Ајде, има некои и антички докази, мислам, што се искупувања, кај што 5-6 години веќе на овие простори се одгледува виновата лоза. Тоа е добра мотивација да знаеме што имаме и што ќе ни биде, ајде, ветар во леѓе, што ќе не мотивира. Кај мене винарството е, пак ќе кажеме, нели, наследно, тоа е лозарството е наследно, али сум прв во мојата фамилија што почнува да се занимава малку и поозбилно со винарство. Значи имате насади со генерации наназад, Да, предпоставам, или? јас сум 5-6 веќе генерација наследени лозови насади. Тоа е повеќе од 150 години скоро. Толку знаеме, може и претходно биле. Тоа сигурно, да. Да. Немаме архива ние, инаку. Сепак сме фамилиарно сме локални од тиквешијата. Инаку со првите зачетоци ми се пред околу 2005 година, значи берба 2005 ја сметам како почетна, значи тоа се добри 15-16 веќе години домашно винарење, да кажеме, производство на вино за домашна потреба и за пријателите, за собиранките и за тие дружби. Да, тоа така се почнува Пред обично. 3 Човек години- почнува за себе, па за пријателите и тоа така бива. Прва оскошна даска се пријатели, ако Затоа тие го велам, бендисаат, може натаму да разговараме и за пошироката јавност. Пред 3 години малку веќе поозбилно, штом веќе останавме тука, го проширивме, ајде, тој капацитетот на 6000 литри моментално производство, значи се работи баш тоа. Вината прво кој што тие ги сакаш, тебе се најмили тоа што го имаме наследено како лозови насади. Јас кога завлегував, кога се едуцирав веќе во тоа гаражно винарство, бутик винарење, видов и што имам од моите лозови насади, значи така усвари ги сватив и кои ми се квалитетите што можам да работам и се одлучив на едно одговорно винарство кај што се без користење на хемиски елементи, без користење на пестициди, инсектициди, така малку еколошко и чисто вино. На запад low intervention wine или natural wines, што се исто многу ценети. Да. И се надевам дека за кратко време и кај нас самата публика, самите купувачи ќе почнат да го ценат, бидејќи виното е храна и треба така да го остане. Да, значи природното и производството на непрскано, впрочем, лози е веројатно тоа што е приоритет. Да, мислам и кога човек ќе разгледува, да речеме, повеќе околу и по социјалните мрежи кои ги имате, ќе види дека доста странци доаѓаат да ве посетат, веројатно затоа што овој момент им е многу важен. Во капацитетите колкави ви се? Мислам, ме интересира што значи мала винарија, бутик винарија за тоа. Законски нема определување Добро. на ограничување, да кажеме, али се смета дека до 50.000 литри, значи еден човек, еден занечи, еден мајстор би можел да го издржи Така. годишното, бидејќи се работи за сезонско производство. Виното се работи во 40 дена, тога е бербата на грозје и тие месец-два треба да се запазат, значи суштината или животот на виното му го давате на почетокот. Така. Дори самите вински ентузијасти правењето вино го споредуваат и со раѓањето на човекот. Значи, се раѓа како дете, се одгледува, се расти, ствара своја позадина, ствара боди, ние го викаме во винарството, го прави телото и треба еден ден да се конзумира за уживање. Така. Дел од вината треба да се пијат, дел да се одлежуваат, али најдобро вино кај нас е дека е неиспиеното вино. Тоа што се продало или тоа што сте испило. Тоа се смета, да. Добро, значи од прилика 50.000 е за мала винарија. Од прилика 50.000 литри. Би можел еден човек со семејна помош или ајде со мала помош на аргат или како да кажеме тогаш во тој дел, додека кај нас законот за семејно винарство е до 30.000 литри. Аха, Што така. сметам дека е сосема доволно. Доволно е. Јас ете како критична маса бевме уклучени во пишувањето на новиот закон. Тоа ме многу и
и сум многу среќен што успеавме да биеме пионири и предводници на новата прогресивна генерација млади винари, што ќе се трудиме да го развиваме македонското винарство и да го прошириме да биде многу ценето на светот. А учеше сам за целите процеси, бидејќи едно е човек да има лозови насади и да знае да ги работи лозовите насади, но сосема друго е цел процес на професионално сработено и природно вино да го Точно. работи. Винарството ми беше Мислам, на почеток. јасно ми е дека во Кавадарци Јасно. 50% била завршена уката, но Така. останатите 50 се... Па видите, виното за кога зборуваме за бутик винарството или ајде за семејните винари, пола делот се завршува на лозјата. Значи, прво треба да биде добро грозје, квалитетно грозје, а потоа делот со винарењето, значи производството на вино и основните процедури во самите технолошки процеси на винарството ги изучувавме прво како голем ентузијаст, второ како хоби, што едноставно се пронаоѓав во тоа. Значи, постојано користам читање стручна литература, читање македонска, академска литература. Македонија има што да се прочита. Значи имаме книги, да. имаме добри професори, добри лозари, добри ампелографи, значи добри учители, да кажеме. Да. Теоријата таму се учи, додека практичниот дел, занаетот мора да го осетите на рака. Значи, Тоа да. едно Дали- е книга, друго е кога ќе гледате како, пак се враќаме исто како едно бебе созрава, како се прави, како се менува Тоа е секој ден. истиот муабет како за студентите. Супер е што научиле теорија, но кога ќе излезат, тоа е сосема друга приказ на се она што се научило. Кога ќе влезете на работно место, одеднаш ви велат фрлете тоа книгите, ајде сега да научите како е правилно. Да, тоа е кајна стандард Точно. процедура. Но ме интересира, сега вака ми падна на памет, дали, например, има пристап од највозрастните што се кавадарчани кои што знаат, бидејќи кај нас во Македонија ќе ви кажат луѓе, старите како што знаат, друг никој не знае. Дали, например, се доаѓа во клинч сега условно речено, младите имаат сосема нови методи кои што сакаат да ги применат, нови технологии, нови апарати, нови пристапи, науката покажала други работи. Еве, например, не знам, веганскиот аспект е сега многу важен и така натаму, а старите ви велат не тоа. Мислам, дали ти се случило така да дојдеш во Куршлус со... Овој тип на производство, Генерацијски. да, јасно. Овој тип на производство е традиционалниот тип на производство. Аха, Значи се добро. покопува со дел од тие стари навики, да кажеме, или Така. префрлање од колено на колено, додека денес имаме можност да користиме традиционални методи со нови технологии, Значи да се кажеме. враќаме назад, ама осовремени. Да, ги почитуваме старите технологии со примена на нова технологија, да кажеме. Значи буриња, чистотата, хигиената во винарството е едно од најважните, користење на подови, епоксни, тоа е многу важен дел, значи винарството се смета едно, затоа и целата ситуација кога настана со ковид пандемијата, почна еден маркетинг во винарството, бидејќи беше едно од најпогодените гранки. Во винариите секогаш чистотата е 100%, значи не постои минимално загадена, да речеме, винарија. Тоа е невозможно. Виното е жива материја и она мора да биде во 100% чисти услови или стерилни услови, да кажеме. Така да и со самата пандемија, уствари тој контекст на традиционалното производство се докажа како добро. Значи хигиената е едно од најважните, али со примената на овие нови технологии, нови подови, да кажеме, нови танкови, значи употребата на опрема е таа што го олеснува тој процес на работа. Ние имаме традиционално производство, да кажеме, во старите бочви, кај нас во секој двор, во секоја куќа има во дворот по некоја си бочва што останала 50, 60, 100 години, таа се одржава на некој природен начин со влажење, али во делот на хигиената мора да биде 100% чисто, значи. Тоа, например, дали има влијание, некако мислам, дали има, сигурно има, но колкаво е тоа влијание на стара и нова бочва? Денес е, ајде да кажеме, има два-три начина на производство на вино. Еден дел е одлежувани вина или ферментирани вина во дрвени бочви, во дрвени каци, во барик, да кажеме 225 литри унифициран, и дел во иноксни ферментации, да кажеме во танкови, во пластични. Секој елемент или секој материјал си има своја импрегнација во виното. Едни го менуваат стилот, едни го повишуваат вкусот, други држат поголема изолација. Значи, тоа е типот на мајсторството во виното. Секој самиот мајстор се одлучува каков тип на вино сака да направи, какво му е грозјето, знае кој е потенцијалот. Значи, грозјето го кажува идниот потенцијал на виното.
Кога имаш врвно грозје, премиум грозје, работиш премиум винарство. Кога имаш, средно грозје, среден квалитет, работиш базни вина, или да кажеме, нормални вина за брзо потрошувачка. Тоа уште се утврдува со самото закројување. Тоа е уствари Свети Трифонот кај нас. Затоа и тој се почитува. Тој е заштитникот на лозарите, на овоштарите. Кај нас доста се слави по ова година. Кога го спомена баш Свети Трифун, годинава веројатно ќе има тука малку проблем околу протоколиве и ковидов да се одбележи така како што лани ја фати последната тура Свети Трифун, па успеа некако да се протне без протоколи, но како е правилно се одбележува Свети Трифун по кавадаречки ме интересира. Свети Трифон е исто традиционален начин на одбележување, бидејќи претходно во Знам дека типишијата закројување се прави и се до тоа, ама ајде да видиме малку пошироко што се прави на денот. Да ја почнеме традицијата прво, значи Свети Трифон како празник, мислам како светец бил меѓу првите што почнал со закројување и со калемење во овоштарството и лозарството. Така и останал запаметен меѓу народот како поборник за напредок во тоа лозарство, во тоа земјоделие. Кај нас претходно самите фамилии имале помали лозови насади, да кажеме, и чекале да се полека да се крене и снегот, значи зимските температури да се кренат и ете како 14 февруари е земен како ден за првите закројувања на лозјето. Додека денес веќе разговараме за поголеми лозарски површини, за поголеми лозја и закројувањето е почнато дори во зимските услови. Еве денес сме свидоци на големи климатски промени, што во декември месец имаме некои 15 степени, што е несвојствено за претходните генерации, што и го разговараме и го читаме. Традиционално Свети Трифон е закројувањето, значи кај нас се одржуваат самите обради на самото лозје, да кажеме, се потура самата лозница со претходното вино што таа го дала, се чита молитва, секој со своите традиционални сваќања, секој со своите верски сваќања, се закројува првото закројување, значи да даде род, да се мотивира и самото лозје, едноставно да има таа синергија што јавува нашата почит кон лозата и лозата што ни го дава нејзиниот производ како ние да уживаме во виното, во ракијата, кој што си милува тоа да си направи. За тие кои што можеби не знаат или никогаш не размислувале, а само го слушале глаголот, што значи закројување? Закројувањето е првото сечење. Добро. Значи буквално сечењето со мака, за да кажеме, значи тоа е делот од модерното лозарство, кај што коењето, значи намалувањето на родноста на самата лоза ги дала своите квалитети. Претходно така е испаднато коењето. Демека кај нас постои како шега, како виц, демека више магарето ја изедело лозницата, се смалила и дала чисто грозје, право гровче што е за употреба. Значи тој сооднос на лозница и грозје така е усвари испадна, така и самото закројување и во овоштарството, значи лозницата е се смета едно најстарите растенија, најиздржливите и затоа бари помали услови за посушни предели, тиквишијата е една од најсушните на Балканот, ама тоа не прави да бидеме перфектни во квалитетот, значи премиум винарството е кај нас загарантирано. Треба малку труд, малку работа, малку повеќе едукација и да направиме нешто паметно. Кажи ми, а во делот на откако веќе почна да се одбележува Свети Валентин сега веќе, како празник на љубовта, некако виното е сосема неизбежно да биде дел токму од одбележувањето. Ние знаеме дека виното е пиелок на боговите, така да било неизбежен дел од целото тоа античко време, па и до денес. Значи се почитува како пиелок што едноставно се смета како афродизијак. Значи го подкрива телото, ја качува таа телесна температура, уживањето, ослободувањето се одлики на виното. Значи како природен производ, како жив производ, така и ние го викаме, го мотивира и нашето тело полесно да размислува, го прима како елемент, иако содржи алкохол како производ на самиот шеќер на ферментацијата, уствари тоа е виното, ферментиран гроздов сок или ферментирано грозје. Во тие сооднос, во таа синергија, алкохол, киселини, бидејќи виното содржи природни органски киселини и делот на шеќерите, тоа е уствари основната номенклатура на виното, го прави телото наше да ужива во него. Значи, едноставно ги подига и тие метаболички процеси,
Па оттаму и Свети Валентин како етен нов нафрлен, да Па кажеме. добро, мислам, имаме ние католици што си го одбележуваат, но Неспорно, веројатно да. комерцијализацијата која што доаѓа од западниот свет најмногу го Самите поведе. социјални И добро, па сега медии. празник на љубовта, тоа мислам дека многу повеќе се продаде приказната околу љубовта отколку Валентин. Виното сам без по љубов себе. е незамисливо, Да, мислам, да, тоа да. е реалноста. Бак се враќаме, тоа е афродизијак кој што и самиот Валентайн го почитува виното, значи се врзуваат самите друштва, самите парови врски се мора нешто да се пие, едноставно кажувам, да се ужива. Бело, црвено или розе? За вкусови не се коментира. Добро. Да. Виното е црвено, во природата виното е црвено. Настанувањето на белите сорти е природна мутација, значи избелување на самите сорти. Така го учиме, така сме го читале. Денес многу е, мислам, тоа е суштината, многу е потешко да направите црвено вино, додека белите вина и розето вина се технолошки процеси на запазување на некои основни параметри во винарството. Црвените вина барат многу труд, значи некои 30-дневни мешања, држење на температури повисоки, додека белите барат некои си подтехнолошки процеси, да кажеме. Баш тука тоа нашето користење на нова технологија го доведе белото вино во некое си совршенство. Одржување контролирана ферментација, значи самата ферментација да не качи 17 степени, кај нас прифатено 17 до 19, да се задржат тие овошни ароми во виното, да остане питко, свежо, освежувачко, бидејќи и ние како јужни народи, како Средоземноморието имаме недостаток на течности, недостаток на самите киселини, што не прават ти слободни, да кажеме. А порано, например, како мал знае за бело и за црвено, или односно црно. Така. И немаше тука некој поговор. Потоа излезе розето, а сега веќе не знам за кај нас, но знам дека например Хрватска и наоколу се обидуваат за портокалово вино, така што оранжот, да. Видете, има две постапки на производство на вино. Првата ја викаме постапка за бело вино, втората е постапка за црвено вино, производство. Црвените вина си тераат, тоа е терминологија мацерација, значи одлежување на комињето, или наше кажем комињето, сокот со лушпата и со зрното, каде што тие полифеноли, антоцијани, тие здравствени придобивки што ги добиваме преку виното ги влече од самата лушпа. Таму тие се содржат во поткожицата и во месестиот дел на зрното. Сите сме пробале грозје и знаеме како изгледа, додека таа бела постапка е мелење на грозјето и одма пресување со вадење на сокот од виното, едноставно да не ги прими тие делови како тие делови антоцијани или обоени ароми, обоени делови на виното. Оранж технологијата е уствари производство на бело грозје по црвена технологија. Значи се остава грозјето, се остава виното заедно во комињето. Таму ги извлекува тие, што и кажавме, делови од грозјето и едноставно за тоа пожолтнува. Али тоа не зборуваме за технолошка грешка, значи зборуваме само за екстракцијата што ја добива од таа ферментација, ги добива тие жолти нијанси, што е многу окей, значи бело вино со некаде црвено тело, да кажеме, потешко бело вино. Јас сум сепак за бело. Да, исклучиво бело вино, црвено ми е во многу ретки, прво ми е многу тешко црвеното вино, морам да признам, со исклучоци на одредени сорти, значи на виното, ама генерално ми е тешко и единствено можам само со некоја потешка храна, потешко јадење, тогаш ми олеснува. А бело вино тоа, како велат народски, се тамани лесно тоа. Храната и виното се неизбежен дел. Така е настанато и сомелиерството, така е спарувањето храна и вино како помодарство, али тоа е многу реалноста, бидејќи самото вино си содржи, кажавме, алкохол, си содржи киселини, си содржи боди, тоа вкусови, самите ароми. Спарувањето на храна и вино е многу убава, многу уникатна работа. Значи, ве прави, кога пиете правилно спарување на храна и вино, ги добивате и правите вкусови, во правилно уживање во тој сооднос, да речеме. Белите вина си барат полесна храна, да речеме бело месо, риба, пилешко, мисиркино, додека црвените вина, баш заради тие антоцијани,
танините, тие горчливиот дел, тој е најздравствениот дел во виното, си барат потешки меса, црвени меса, си барат телешко, си знаеме, свинско. Да, и соседи различни, има кои што можат тавите исто. Самите скари. Какви вина вие правите повеќе, црвени, бели? Соодност тука раскажи ни повеќе. Соодност е 50-50 кај мене, бели и црвени вина. Од белите ја работиме бисерата, бисера касна берба. Тоа е нашата локална, да кажеме, балканска сорта Смедаревка, али се работи на нетипичен балкански начин, значи се запазени сите тие процедури за високосортно грозје. Со зелена редукција, значи со смалување на приносите, да ја добиеме таа неизина реалност, бидејќи таа нашата винска индустрија малку ја уништи Смедаревката, не знаеме зборот Смедаревка и што значи, али да се надеваме дека полека ќе го вратиме реномето и што го заслужува кај нас. Со Смедаревка сите почнуваат. Јасно. После повеќе учат за вината. Точно. Видете, она самата по себе си има карактеристики на вискородност. Да, тоа да. Другиот дел, ароматниот потенцијал е високо, значи она би можело слободно да биде. Само што ние ја користиме во малце чудни цели, генерално, да. Тоа е наследувањето неизино, значи Балкан, сиромашноста наша тука, поздвоениот период терала што поголема масовно производство, значи мас продакшн, усвари она се прилагодила на масовното производство. На народ му требало големо производство и така ни останала тука како дел од Балканот. Од белите друго вино што го работаме Совиньон Блан, кралот на белите вина, самиот збор Совиньон на француски значи диво и се смета за една од основните бели сорти на светот. Таа е многу свежа, многу комплексна, книга за Совиньон Блан не постои. Значи за начин на производство, тој секојдневно се менува и тоа е многу убавиното во него, значи. Не сум знал тоа, добро. Има една мала шега во тој енолошкиот дел, да кажеме, ајде во професионалниот, вели на првата страница од книгата Совиньон пишува дали сте винар, дали сте енолог, а на втората дали сте сигурни дека сте енолог. Да. И постои така како смеа меѓу енолозите, меѓу професионалните енолози. Од белите сорти ги работиме Мерло како интернационална вискосортна и Каберне Совиньон. Тие се едни од црвените, мислам. Да, од црвените. Тоа се топ 5 сорти на светско ниво. Каберне Совиньон се сметнат за кралот на сите, и на белите и на црвените вина. Неговата комплексност, неговите ароми тоа е величествено нешто што денес го имаме како сорта. Значи она е украстена сорта. Долго време веќе она е прилагодена, кај нас е донесена некаде после 60-те години. Тоа е типично француска сорта, Бордо е еден од најпознатите светски вински региони. Таму потекнува исто и Мерлото, таму потекнува и Совиньон Бланот. Да, тоа по името одма се познава. Да. Сите ви се стандардна берба или имате и доцна? Јас практикувам средно доцна берба, да кажеме. Значи таа нормална берба ја прескокнувам бидејќи се одлучив на тоа одговорно винарство. Значи треба самото грозје да ги добие тие технолошки зрелости, да кажеме, во винската терминологија. Тогаш виното станува постабилно, има помала потреба од тие додатоци. Ајде да не бидеме толку цел време хемискиот дел, синтетичкиот, али едноставно виното кога ќе достигне таа технолошка зрелост е спремно и за подолго одлежување, а и тоа е правото вино, да бидеме искрени. Значи, ние како Македонија имаме добри климатски услови, а имаме и екстремни климатски услови, бидејќи имаме многу сончеви денови, многу жешки денови, топли ноќи, додека самите лози барат малку поладно кај нас. Али кај нас самата суша пак не прави да имаме премиум лозарство, што ние, ветар во грб, што можеме да одиме многу напред. Ние имаме дел што е многу дел што е многу развиен. Винарството е многу. Ние како нација консумираме некои 10% од годишното производство на. Тоа знам дека и консумираме сериозна висока, не толку како французите, да речеме, или италијанците, но и кај нас исто е висок процентот. Кажи ми, дали само вина имате или? Покрај вината. Бидејќи ретко луѓе се зафаќаат настрана од еден вид. Па наследството, како да кажеме, тие фамилиарните останати традиции. Ако ми речеш дека не правите ракија, значи ќе ми биде смешно. Да. Ракијата е наследен процес, значи. Нормално не може во Кавадарци некој да произведува вино, ракија да не прави. Тоа е невозможно. Едно без друго е најдобро да биат заедно. Значи и гарант правите маџун гроздов сок, нешто такви работи. Маџунот исто, маџунот е едно од најздравите
производи кои што може човек да го направи. Тоа сега стана модерно до пред 7-8 маџунот години има отприлика многу не беше надлежни. толку модерен и можеше човек да најде баш само приватно што си прават луѓе семено Точно. маџуна, сега на вистина веќе стана модерно да се продава. Па да, и веќе како комерцијален производ може Да, 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 се да. најде во супермаркетите, Да. може и во маркетите за здрава исхрана. Значи маџунот е голема замена за природниот шеќер. Значи, мислам, тој се он е природниот е голема замена за сахарозата. Како нутриенти на маџунот се многу, он има голем состав на микро и макроелементи, многу метали, да речеме тие што се користи за нас како цинкот, како бакарот, во таа природна форма што се лесно апсорбливи за нашето тело. Нашето тело многу ги препознава. Инаку неговата Тоа здрав- за црн дроб да ви кажам измислена работа. за црндоп, за бели добови, постоперативни опоравувања, Кој претерал со виното, ќе продолжи со маџунот. ќе се освежи сабелес. Од Точно. жестоките рече што? Само ракија или? Од жестоките работиме ракијата како традиционален наш производ и производство на вињаци, значи дестилација од А и вино. вињак. Да, или Добро. на широка маса познато како коњаците. Али коњакот е име со заштитено географско потекло и ние Ама не сме и друго е некако, не ми е мене баш исто. Па не е наш, едноставно, самиот збор не е Да, наш. да, не, така. Добро, има ли нешто што не те праша, па сакаш да споделиш? Виното е наш дел. Ајде, еве да го почнеме како македонци прво и како кавдарчани, како тиквешани. Кај нас секогаш се пиело, треба да се пие, значи имаме голем прогрес во развивањето на винската култура. Самите винарници, самите винари, самите домашни винари почнаа со одржување на тие вински дегустации. Убаво е, ги советувам сите да ги постуваат винските подробни, значи да се крева полека таа винска култура. А и да се поддржуваат и тие помалите Точно, кои значи, што се да. Поддржувањето на локалното производство е многу важно, бидејќи поддржувате нечија идеја. Има многу што да се научи. Виното е голема приказна. Кажавме дека е пилок на боговите, секогаш ве става во секое вино си има свој запис, си има своја приказна. Едно е поблаго, едно е покисело, едно е помоćно, едно мирисе на круша, друго на праска, трето на ананас, да кажеме. Црвените вина исто. Едното си мирисе на капина, другото на боровница, третото заминало на цреша, на вишна. Еве тоа се основните ароматни соединенија на мерлото што го прави многу овошно, многу свежо за пиење, а иако е многу јако, многу тешко. Али сепак тоа е таа диверзификација во самите сорти. На светско ниво се познати негде околу 20.000 сорти, што е стварно сериозна бројка. Ние имаме во Македонија мал број на огледување, околу 100 сорти што се огледуваат, али самото поднебие, самите микролокалитети си го утврдуваат кој тип на лозарство, тоа би било најдоброто, значи што ги синергијата, што можеме ние да даеме како теруари, како општо познат термин за микролокалитетите, секој теруар си има свои стилови на работа, да кажеме белите вина си барат помирни, поладни, црвените поисунчени и така. Блаже ти благодарам многу за тоа што не посети од Кавадарци, иако со пандемијата беше дадена можноста и онлайн да се дружиме, ама па тогаш да ви кажам искрено како вака од сабајле од наутро ќе се занимававме со алкохол. Штета многу е рано. Виното се уште не спаѓа и никогаш нема да спаѓа во алкохол. Знам. Затоа е храна и една чаша на сабајле добро делува. Види, некаде е 5 попладне во светот, така што it's wine o'clock, како велат Yes. странците сега. Every time. Благодарам многу што ни дојде на гости и што поразговаравме и веројатно следно треба ние да ти дојдеме на гости. Точно. Оваа година Свети Трифун ќе биде малку во помирни услови, самата пандемија, самите Нека затопли, не протоколи можем мора назима да ги испочитуваме, да се надеваме на следна подобра година. На сите лозари им посакувам многу успех, многу добра сезона да имаме. Значи тоа е што не дава, што ќе не направи да одиме напред. Додека на сите љубители на вино да уживаат, на сите заљубени да уживаат во Валентајн, да се пие вино и да одиме напред. Благодарам многу, Блаже, те поздравувам сега и среќен пат и со успех. Благодариме на вас.